Топ тема на ваша страна го побара ставот на јавноста за именувањето на Джезаир Шачири командант Хоџа за советник на премиерот. Еве какви одговори добивме. Александар Ристовски напиша: малку е, требало министер за одбрана да го ставили на Агенција за разузнавање ДБК такво нешто, таков потенцијал да не се искористи за да се заштитат инвестициите на Љубе и Самка. Според Гоце Јоновски во владата секој ден се надминуваат себе си. Овој последниот скеч со советникот за безбедност е врв, ги надмина досегашните епизоди со пајакот што ја нападна полицајката, брат Љубе, во очекување на следниот, напиша Јоновски. Тодоровска Татјана пак смета дека и од многу демократија глава боли, ни прв ни последен командант. Не заборавајте дека и Ахмети и Џафери и Алити и многу други години се на власт, а дојде од учека. Ставот на Зоран Ивановски е дека според таа логика треба насилниците од собранието да се вработат како собраниско обезбедување, не да се обвинуваат за тероризам. За тоа дали вработувањето на Хоџа е поради квалитет или е партиски пазар, поточно како се стигнува до канцеларијата на премиерот, одговорите не беа многу поразлични. МТ Персона е дециден, со партиски пазар СДСМ ќе се изгуби на наредните избори. Вика дека ќе бидат различни од ВМРО, а мисли се за вработувањава, а народот си работи за 200 евра. Силјан Штркот напиша: со шумарски факултет во шума со калашников. Твитер профилот именуван како Ненаспана Муцка иронично констатира дека е јасно како денот е поради квалитет и напиша: човекот си има школувано на најпрестижните универзитети за безбедност во Европа и САД пред да го стават на црна листа, инаку до канцеларијата на премиерот се стига преку ходникот. Во ист тон беа одговорите на твитерџиите единствен кандидат и Бики кој напиша: се разбира со квалитет и со пожртвувана работа. Антонио Маседонијан кратко одговори: квалитета тет. Твитерџијата под псевдоним Баба Рога во ист стил констатира: Хоџа е исклучителен човек, магистрирал на Харвард, а за посебни заслуги добил стипендија, докторирал на Кембридж. Во слободно време пишувал проза и поезија заедно со Талјат по падините на Шарпланина. Секогаш отпоздравувал и бил супер со соседите. Имаше и спротивни мислења. Кади Ропа Албано напиша: сигурно квалитет, со се што поседуваше ВМРО не успеа да го завземе Арачиново. Заеб без еден куршум го освои Арачиново и постави свој градоначалник. Подобра комбинација нема. Успешен бранител и успешен освојувач, напиша Албано. Маја Стојанова пак напиша: јас сум доктор на науки кој не може да се вработи во Македонија кај ни една власт. Затоа од сопственото искуство кажувам дека пријателските и роднинските врски со оние кои се на власт и со луѓе блиску до власта имаат најголемо влијание, а не квалитетот на поединецот. Објаснувањето кое стигна од владата за ангажирањето на Хоџа дека тоа е делумне од социјални причини исто така не помина без коментар. Дом на хуманитарни организации, влада на Република Македонија напиша Србољуп Татарчев. За Филип Наумов ова е преседан. Надвор има многу луѓе кои се борат да преживеат и замислете да се дрзнат да земаат оружје и после да прават дилови со владата, напиша Наумов. Според кого ако се земе бекграундот на дотичниот ќе се заклучи дека он не треба да има никаква допирна точка со безбедноста. Твитерџијата Ацо Мерако пак упати директна порака до власта: само така продолжете, мислам дека малку беа 11 години опозиција. Реакциите за назначувањето на командант Хоџа за советник на ЗАЕВ се само кулминација на јавноста на месеците критики за многобројните назначувања на советници и соработници на премиерот, пред се за нивната компетенција за позициите на кои се поставени, а кои се плаќаат од народни пари.